Почитувани, така наречениот Европски фронт на власта започнува процес со кој на македонските работници ќе им овозможи работа од утро до мрак. Целата македонска јавност вчера беше сведок како власта по експресно брза постапка вчера ја свика и ја започна Комисијата за европски прашања со 8 точки на дневен ред кои се во врска со договорот Бехтел и Енка. Денес треба да продолжи, односно веќе е започната истата оваа 54-та седница, на која што прва точка на дневен ред е предлог закон за измена и дополна на Законот за работни односи. Се работи за дискриминирачки и неевропски предлог на закон, кој што, како што веќе напоменав, ќе овозможи работниците да работат од утро до мрак. Присилната работа, наместо да се санкционира, со овој закон се става во законска рамка. Овој закон е противуставен, против сите конвенции за работно време и против сите европски декларации за труд. Јавноста знае дека истиот овој закон беше поднесен од колеги од мнозинството за минатата седница, истите го изгласаа, па истиот го повлекоа, за да сега дојде со злоупотреба на европско знаме и со предлагач криминалната влада на СДСМ и ДУИ. Почитувани, во ова собрание дефинитивно се е можно и кога ќе не повикуваат да учествуваме во процесот Жан Моне кој е за доуредување на деловникот за работа на собранието, јавно прашувам дали и колку ова повеќе има смисла. Имено, со предложениот член во законот се предвидува подолго работно време од плюс 8 часа неделно и плюс 190 часа годишно, без при тоа да се ограничи прекувремената работа, и ако се земат предвид одредбите од член 134 за неделен одмор од 24 часа и од член 133 за дневен одмор од 12 часа, ќе се увиди дека со ваквото законско решение се овозможува 72 часовна работна недела. Сите синдикати на работниците станати се на нозе и се против ова законско решение, кое ќе значи апсолутна злоупотреба на македонскиот работник. Ова не се европски вредности. Ова го кажа и Европската комисија, но власта игнорира и постапува по свое убедување, односно дадено ветување, без согласност од македонските граѓани. Порачуваме дека ако денес во Македонија немаме институции кои на ова треба да реагираат и да постапат, доаѓа време кога тоа ќе се случи и сите овие злоупотреби и противуставни постапки ќе бидат санкционирани и соодветно казнети. Одговорноста конечно и еднаш за секогаш мора да почне. Ви благодарам, дали имате прашање? Да, имаме подготвено и суштински амандмани, ќе присуствуваме. Знаете дека целта е, затоа и го ставија, односно го злоупотребуваат европското знаменце за да се скрати времето на дебата, но колку што ни е дозволено, ние толку максимално ќе го употребиме за да обелодениме вистината, односно злоупотребата, како што кажав, на македонските работници. Ќе учествуваме дефинитивно. Суштински се сега по закон 2, негде 6, ама од прилика не се воопшто за да се нешто блокира, бидејќи и времето тоа не го возможува, но се дефинитивно суштински. Какви што беа и за претходните, кои што нели оние предлагачи ги повлекоа. Многу пати имам кажано во ваков хаос кој што го дефинитивно го создава власта и одговара затоа што во хаос може само вака да се функционира. Гледате дека ајде не на реакциите на опозицијата, не на реакциите на синдикатите, тие воопшто не реагираат ни на опомените од Европската комисија, а се нарекуваат Европски фронт и нас не нарекуваат антиевропска партија. Мислам дека ова никаде го нема, мора да се стави крај, затоа го одолговлекуваат времето да дојдат конечно избори и сигурно ќе бидат казнети за сето ова што го прават.
размислуваме во секоја насока, но гледате дека нема институција која што би дала соодветен одговор согласно закон и устав. Тоа е тој проблем кој што го имаат не само партиите, туку и секој еден граѓанин во Република Македонија. Нема верба во институции за да можете да се обратите и да очекувате соодветен одговор.